Дали знаете дека земјотресот од 26. јули 1963 година бил составен од два удари? Првиот траел 20 секунди, вториот, кој бил и катастрофален, бил со интензитет од 9 степени според Меркалиевата скала. Во земјотресот загинале 1070 луѓе. 3300 биле сериозно повредени, а 100.000 останале без покрив на главата. 80% од сите градби во Скопје биле срамнети со земја. 30 монументални градби биле оштетени, меѓу кои и тврдината Кале, Сули Ан, Безистенот, Археолошкиот музеј, Народната банка, Офицерскиот дом, Железничката станица и Националниот театар. Еден американски новинар побарал да одседне во хотелот Македонија вечерта во очи земјотресот. Бидејќи немало слободни места, му го препорачале хотелот Турист. Така останал жив, бидејќи хотелот Македонија се разорнал речиси до темел. Група странски танчари и танчарки кои допатувале дента пред земјотресот и се сместиле во хотелот Македонија, ги загубиле животите. Ја поделиле трагичната судбина со многуте жители од овој град. Дали знаете дека денес во светот посебна туристичка атракција представуваат малите возови? Кај нас се уште постојат траги од легендарното пионерско вовче во Скопје. Пионерскиот воз тргнувал од станицата Стив Наумов кај Езерце, која имала чекална, билетарница и два колосеци за маневрирање на малата локомотива. Првата наредна станица била кај зоолошката градина. Трасата се движела спрема денешниот хотел Александар Палас, каде била наредната станица, а потоа, движејќи се во правецот на Илинденска, свртувал кон Долно Нерези, каде била втората поголема станица Борка Талевски. По 1952 година, поминувајќи ја реката Вардар, застанувал во железничките станици Ѓорче Петров и Сарај, па се движел се до крајната дестинација кај кривината на Треска, односно на просторот кај селото Глумово, од каде патниците со пајтони биле превезувани до Матка. Работата почнала на 27. јуни 1948 година и траела се до 10. јули 1948 година, кога почнала и монтажа на колосекот. Линијата била предадена на свечен начин на 21. јули 1948 година на првиот ден на 5-тиот конгрес на КПЈ. Пионерите покрај традиционалната марама носеле железничка униформа и капа, а работеле во две смени. Пионерската железница е укината во 60-тите години пред земјотресот.